вечер. Нова емисија во подкастот Се за децата. Многу ми е драго кога некој пат во врска со толку голем наплив на информации ќе дојдат такви идеи за да може да се поканат и гости кои што навистина се и одговорни кога станува збор идното здраво потомство на децата, здрави родители, поготово здрави мајки. Поготово вечерва толкова голема чест и задоволство ми е што поканив човек кој што со долгогодишно искуство, кој што во својата кариера има направено многу подвизи, ќе кажам и познат гинеколог кој што е во приватното здравство и голема и особена чест ви е да ви го представам, драги гледачи, доктор Александар Блажевски, примариус доктор Александар Блажевски, вечерва за мои гости. Добро вечер, доктор. Добро вечер, и мене ми е чест што присуствувам на оваа емисија. Посебно со има интерес за нашите мислење и што сте направили на овака убава емисија која што е информативна за популацијата и неопходна во последно време е потребно повеќе. Апсолутно, ние сме дискутирали на многу теми досега. Мене ми е баш драго што вечерва сте мој соговорник, не у само такво светло, него она светло кое што се вика стручност, искуство, а и најбитно од нештото вистинската информација која што секој пат, барем јас тоа го знам лично и персонално, како професионалец, како родител, како човек кој што здравието на одредената женска популација предавам во ваши раце. Докторе, колку е убаво да се биде гинеколог? Сите тргнуваат од аспект дека дали е убаво или не убаво, никој не доаѓа до заклучок дека е една од најнапорните и најодговорните професии во медицината. Значи, ако медицината е тешка и одговорна, рачунајте дека гинекологијата е една од најтешките, крвава хируршка гранка, поврзана со 4 области сериозни во животот на човекот, врзана со поколење, врзана со сериозни се што од кај нас ќе почне и завршува негде длабоко до крајот на животот на луѓето. Така, токму и тој повод беше за да вечерва дискутираме на таа тема, кога станува збор, поготово се за децата. Темата ни е опширна, на еден начин ќе кажам и заедничка тема, кога почнував јас на почетокот со првично со Максимата, камоли подоцна и со подготовката на сајтот кај што бевме двајцата и пионери во телемедицинскиот дел, може да кажам. Така да, родителството. Што е родителство всушност? Од кај почнува? Сега, ова е више филозофска тема. Мене ми е драго што некојаш наоѓаме стално исто мисленици и можеме да се дискутираме и да направиме една ваква емисија. И сега стигнуваме од една филозофска мисла, тоа е родителство. Кога ќе кажете родителство, некојаш се сваќа у многу тесен, а некојаш треба да се свати у многу поширок поим. Значи, ние вечера да говориме токму од гинеколошки аспект. Ја мислам дека е малце поопштирно и дури од нашава гинекологија треба луѓето стигнуваат до една возраст кога веќе се способни ментално, физички, имате еден период во животот кога сте способни да направите деца и да станете родител, меѓутоа далеку е тоа да сте родител. Кога имате таква можност, меѓутоа треба да созрее со една свест, со едно време, кога во даден момент станува зрело да можете да донесете на свет ново поколение и да се грижите за тоа поколение, да тоа излезе и достигне во еден момент и тоа поколение да даде свое здраво поколение, тоа е нашата цел, да имаме здраво поколение и напредок. Ајде вака, јас ќе започнам од оние почетоци, стартови, да кажам, буквално каде што вие се наоѓате како прва помош. Доаѓа се почесто вие и водите и бременности, вие водите и секакви заболувања гинеколошки, ќе кажам, значи буквално и сето она што припаѓа на гинекологијата. Ајде малку само да задирнеме пред да почнеме да говориме околу тоа, околу сите оние здравствени ризици кои што може да се јават, до прегледи, до поддршка, до сето она што вие, како искусен гинеколог би го кажале кај една мајка што треба да биде една жена да постане мајка. Ќе ми дозволиме да направи една мала дигресија. Апсолутно. Значи, тргнав од тоа дека еден
човек ќе стигне во пубертет, он е способен веќе, значи во една адолесцентна, ние викаме, возраст, кога е способен сексуално да направи поколение, односно дечиња. Меѓутоа, тоа не значи дека сме и за остатокот од животот и за се она што следи спремни. И во тој период, затоа и го викаат, нели, тој пубертет, кога човекот се менува, тогаш сме многу подложни на сите, затоа и го викаат пубертетот една посебна возраст во развојот на човекот, независно дали е тоа женска или машка популација, кога луѓето се поподложни, кога сексуалната енергија е многу тешка да се како би рекле, да се артикулира. Таа артикулација треба да биде со созревање на менталната сфера на човекот, каде што нели со повеќе димензии, и тогаш се случуваат ризиците. Да кажеме, примерно, имате време кога сте повеќе сексуално активни, односно имате повеќе сексуална желба, тоа ве носи во денешно време малку, како што знаете, изменет моралот и пристапот кон сексуалните активности, и тоа носи со себе ризици, што се сексуално преносливи болести, така наречени STD, Sexual Transmitted Diseases. SPI, да. Понатаму имате начин на живење, кој што е секогаш, не е секогаш баш би рекле здраво, тоа значи пушење, пиење. Така. Па ево сега повеќе и употреба на недозволени супстанции и така на. Сето тоа во таа возраст, значи кога баш е најбитно, кога човекот се гради, се создава и се билда, создава ризици кои што покасно ќе допринесат за ризиците и за поколењето. И тука треба, затоа се вратив малку, за да сега кој ќе стигнеме до моментот, сега сме решили или погрешка или свесно сме седнале да правиме, нели, да создадеме поколение, сега се добија, значи тука веќе имаме и социјална една димензија и така натаму. Доаѓаме до една друга возраст и тие ризици сите треба да ги симнеме на минимум, односно важно е да сме свесни за нив. Ако сме свесни за нив, треба да се направат многу широки кампањи, да малку се разбистри таа работа, тоа малку го заборавме во протеклиот период. И тоа ќе го дискутираме, да. И секако дека последиците ќе бидат во тој смисол. Затоа сметам дека треба многу повеќе внимание и во тој дел да се посвети, затоа покасно ќе биде све полесно. Тоа би било превентива. Кога сме уште кај ризиците, многу голем број на прашања пристигна од типот кога веќе бев онака, да кажеме, заинтересиран да ја направам баш токму со вас ова емисија, овој разговор. Што е околу здравствените причини, односно здравствените ризици? Говориме висок крвен притисок, говориме анемии, докторе, говориме, докторе, ХПВ, инфекциите кои што настанат. Да поговориме и во тој дел и за вакцината. Малку ги нафрлам темите за да можеме да дадеме поконкретна и многу поубава информација до нормално еве идните мајки, како она што е здрава бременост, па ќе говорим. Значи ова е веќе огромно поле. Ова е веќе, да, нели. Али ајде да се обидеме по нешто, да дадеме некоја информација. Така. Значи е вака, значи прво имате еден пар луѓе кои што сакаат или веќе ќе станат родители, сакаат да станат родители, односно да дојдат до поколение на свет. Значи, се она што значи наследни болести. Не знам во кој смер да ни оди дискусија. Дали да иде во смер, да кажеме, на тоа што носиме со себе као генетика, дали да носиме тоа што ни го нуди социјалниот живот. Не е на одмет да ги напоменеме работите баш буквално за да дадеме вистинска информација, да бидат подготвени. Првичниот разговор кој ќе настане околу формирање на семејство, а и говориме на нормална бременост, може би мораме да ги спомнеме сите работи и меѓусебниот разговор на двајцата партнери, но едноставно моментите кои што можат да допринесат да биде навистина висок ризик за една бременост.
Ајде вака, ја ќе се обидам спрема тоа што ние као гинекологија, као Апсолутно, приматива, да. односно водење на една современо водење на бременост, прегледите што ги нуди, па од таму ќе ни излезат и Апсолутно. прашања. Тоа е Например, протоколарниот момент. Например, значи, еден пар доаѓаат на гинеколог и тие имаат бременост, односно би сакале да забременат. Тоа што ние го промовираме како некоја превентива и го предлагаме, тоа значи да се зима така наречена фолна киселина и тоа е група на Б витамин, попросто, и магнезиум во првите 3 месеца пред забременување за да се наполнат резервите, значи витаминчиња да се наполнат резервите и да бременоста се дочека во еден здрав организам. Ако влеземе во болестите, малку ни е тешко во смисол болести од типот на хипертензија, од типот на срцеви заболувања и така, за тие стават посебна тема за разговор и посебна специфика, затоа што секоја посебно треба да се третира како сериозен проблем и нема играчки. Тоа беше многу... Нема играчки, заради тоа е греота и срамота е да не се користи здравството за таква прилика, тоа не е за бајачки, тоа е работа која што треба претходно да биде дел од здравствената култура на родителите. Сега, од понатаму они доаѓаат и сега ние предлагаме покрај тоа кога они ќе забременат, ние предлагаме прегледи, тие се периодични прегледи. И во зависност од тоа секоја држава има една своја политика, меѓутоа начално за мене, скроз моето искуство сметам дека ние не сме некоја значи по мене треба прво да се востанови бременоста. Добро. Зошто? Затоа што треба да се види, нешто смешно е да дојдете 3-ти месец бременност и да не знаете дали е матерична или ванматерична, да стигнете до болници до 300, да се слуша 300 компликации пред да, нели. Сметам дека една жена кој касни 10 дена менструацијата треба да дојде независно дали се сумнива на бременност или на нешто друго. Значи, би можело да биде недела, 2-3, нели, да се случува тако, една жена има такова искуства, нели, да има нередовни менструации, така, и тоа до некаде она го чувствува, ако си обрне внимание на себе и ако имате една, а ја би сакал да имаме една висока здравствена култура. Меѓутоа, 10 дена каснење на менструација, коректно една жена да побара, да види на основа на што се должи, нели, дали ќе биде бременост или некоја патологија. Сега, кога веќе сме установиле дека сме бремени, сега веќе и влагате во сферата на она што ние го предлагаме како превентива. За развој на неуралната туба на бебево се предлага ова што пред малку го кажавме, фолна и магнезиум, која што делува нели позитивно на развој на неуралната туба на ембрионот и во иднина нели тоа би се одразило да подобра развој на мозочето и целокупната структура на бебето. И понатаму се, значи после 3-ти месец, па и поливитаминска една терапија која што има само превентивна, нели, превентивна улога за да се појача тој, ние би рекле, нели, потенцијал. Сега, во првиот триместар обично би било добро, сега се враќаме на она нели што зборавме за, се враќаме на STD, на сексуалните, односно инфекциите. Значи, рачунате дека ако една жена би требала да направи ПАП и да исклучите со тоа дека се работи за ракови или предракови состојби. Независно ние како ќе ги крстиме, тие грубо звучат, меѓутоа, нели, дали ќе ги крстиме дисплазија, ЦИН-1, ЦИН-2, ХПВ, сето тоа спаѓа во некоја предракова патологија, која што треба да се крсти со право име за да се преземат вистинските чекори и да се земат превентивите. Значи, не значи дека ако има една жена ХПВ, дека таа не може да забремени, не може да роди, не значи дека дури ако има операции, збориме дури, значи, ХПВ-то докажано предизвикува, сега веќе, значи имаше време кога беа 70, па постана 120, 150, 170 инфекции, од кои што се некои повисоко, некои пониско ризични, меѓутоа сите вкупно се некој ризик, дали ќе направат брадавици или рак, тоа е све работа на гинекологот кој што треба тоа да го детерминира, да го постави, да го диагностицира и да се соодветен третман. И тоа не исклучува бременост, нели?
Ние знаеме дека во историјава се раѓале деца и со сериозни болести, да не кажуваме, нешто познато во народот е трипер, разни, да не кажувам, нели, од Так. гонореи до лепри и така натаму. Се раѓале деца, се раѓали во болести, во епидемии, во све. Тоа не е исклучено, работата е ние да создадеме едно здраво поколење. И заради тоа се зимаат микробиолошки брисеви, но оние што се најчестите работи кои што се важни и тоа што често го забораваме, тоа е торч, значи ги буни пациентите, значи ги буни младите. Брисевите се може да детерминираме бактерии во вагиналниот и цервикалниот дел кои што ти се важни за предвремени раѓања, абортуси и така натаму. Меѓутоа не може со обични брисеви да се направат анализите на оние што се помеѓу вируси и бактерии, помеѓу микроби. Значи има и разни микробиолошки кои што додатно се прават уште 1-2 бриса, а дел од тоа може да се детерминира преку серологија. Сега веќе се работи со ДНК анализи, значи повисока начин на технологија во диагностицирање. И тоа е за да се видат оние вирози, имате вирози кои што се изваредно опасни, како што е, да кажеме, народот знае една рубеола, едни сипаници, знаат да бидат стравично сериозен проблем. И тоа е сега посебна патологија, нели? Тоа е она што го зборувавме кога кажавме за секоја болест треба друг пристап, има узда цела една емисија. Меѓутоа е важно да ние се ориентираме. Ние бараме дали ќе најдеме дел од овие болести кои што условно сме рекле дека се најчестите причинители на патологија, односно знаат да ја загрозат бременоста, односно плодот. Да, еве затоа сакам да токму и овој момент да ја насочам и таа дискусија. Докторе, многу од младите бремени жени, од идните мајки, стравуваат од оваа серологија и така натаму. Вие секако дека морате да ја следите таа бременост. Вие го водите, да кажеме, целиот процес на типизација и така натаму. Има еден вирус кој што е наречен цитомегаловирус. Кога се јавува, зошто се јавува и колку е опасен, доктор? Значи вака, има повеќе, нели, групации на вируси и така натаму. Тоа вирусологијата е цела една посебна наука и ја не би сакал многу да навлегувам во тоа, затоа што ќе добиеме, да не кажам, апстрактни информации во смисол на тоа колку има вируси, колку има опасности и така натаму. За нас е важно дека ние сме рекле, имате, да кажеме, цитомегаловирус, имате рубеола, имате 3-4, значи, issues кои што по некоја логика знаат да ја загрозат бременоста. Докажано е дека остава последици и ние правиме испитување, тоа е таа серологија за која што збориме. За овие што се најчестите, сигурно дека, да кажеме, ако имате информација, односно индикација за тоа да се направат додатни испитувања, сигурно би ги направили тие, затоа што не знаеме, нели, каде е длабочината на проблемот. Овие се секој, да кажам, рутински, докажани и предложени од меѓународната заедница дека се инфекции кои што ви знаеле да направат сериозни проблеми во развојот на бебето, да донесат до рано абортирање, до фетални аномалии, дури и тие се детерминираат какви вируси, какви аномалии, значи се иде во минуциозно. Меѓутоа, ја не сакам да ги оптеретувам родителите, зашто имаме, кај нас има за оние луѓе, имате еден парадокс, кој што за мене е суштествен. Парадоксот е следниот. Оние луѓе кои што се интересираат, кои што се луѓе, по мене, паметни луѓе, да не ги навредам другите. Значи, паметни луѓе идат и добиваат информација релевантна од институции, од извори кои што се битни. Најчесто во здравство најкоректно е да човекот иде на доктор и да си ги добие информациите, колку и да се разликуваме во нијансите, ние сепак сме на иста линија во тој поглед. Зошто го кажувам ова? Затоа што овие луѓе некоја по интернети, по разноразни други ресурси, добиваат енормно голем број на информации кои што им прават стравот на конфузија и страво.
Токму и заради тоа вечер оваа емисија е баш на основа. Гледате дека Тотално непотребно. таргетно дискутираме одредени моменти кои што навистина се на некој начин не само досега многу пати говорени, но се и повторно табу теми. Зашто? Можеби и првичниот пристап и од колегите гинеколози така натаму. Не секој пат гинекологот се поставува како човек кој што е спремен за разговор, нормално за радиоврските работета, но информацијата е најбитен момент кај пациентите. Дали би се сложиле вие тоа со мене? Дефинитивно, мислам, токму е и тоа целта и на оваа емисија ние да дадеме правилна информација. Ама, бидејќи имаме огромен број на информации, вие се имате ChatGPT, имате не знам што, имате вештачки интелигенции, за секој проблем имате една ресурси и така натаму, што до вчера тоа беше невозможно. Но треба да направиме една голема разлика, суштествена социолошки проблем имаме денеска во Македонија, меѓу нас, дали е тоа балкански, не знам. Ја го гледам кај нас. Имате една групација на луѓе, на млади родители кои што сакаат да добијат правилна информација и сакајќи влагаат во битлог на информации, и обратно имате една група кои што се тотално индолентни према се што се случи, ја негираат моменталната состојба и да не кажам медицина. Сукоборот на тие двете, да вие како доктор не знаете каде, као лекар еден, као човек кој што треба да советува, не знаете до кај да ги советуваат. Тоа е многу интересен момент, затоа што ако се обидете да им објасните, јас се трудам секогаш кога ќе ми постават прашање да сум што попрецизно, меѓутоа една прецизна информација со себе носи уште 10 прашања. Под прашање. И затоа сакам. Мојот став е да ги остават прво да ги бараат информациите кај својот доктор, ако го избрале и му веруваат, jer важно е да ајде и за ова да поговориме. Значи вие барате гинеколог кој што не ви е гинеколог за спотер, не ви е тој за да ви напише упут и да ви даде аспирин. Вие барате гинеколог на кој што му верувате, му го посветувате вашето здравје и со него треба да соработувате. Тоаш не ви требаат 17 мислења, нели? Ако он е на нивото, то он ски си побара второ мислење. Не треба да скокате од човек на човек за да добиете диагноза. Значи се сложувате со на многу бабици лош продукт или лошо бебе, да. Од таму и потекне латицата. Сега, вториот момент кој што е за мене значаен, да ако вие му верувате на еден доктор и тој сте во некоја рака сте се предале вашето здравје и на вашето поколение, оставете ги да ги понесе на грб и он и вашите дилеми. Затоа што ако ви каже сите што се наши стравови, мислам дека еден доктор секојаш кој ќе влезе во една динамика, кој ќе влезе со еден пациент, тргнува да најде болест, Да. Jer ја бара болеста, дали има, ние бараме болест, ние бараме проблем. И затоа викат кој ќе отидам на доктор, нели ми најде 300 болест. Да. Значи ние доаѓаме и бараме, ама не значи тоа да ве бара да ги извадиме од памет или да не идеме во некои други непријатни. Значи бараме болест и после тоа се обидуваме да тоа го разрешиме. И со тоа да ги симнеме ризиците за пациентот. И тука е она што е важното сега. Значи, дел од оваа работа, значи имате превентива и постапки кои што се на светско ниво прифатени и кои што се поставени кај нас во една, да кажам, имаме една од најјаките превентиви во светот, без разлика тоа кој како го чувствува. Да. Тоа е факт. И вториот момент кој што е важен, што нели потенцирам, родителите треба да си уживаат во родителството. Они треба да уживаат во бременоста. Младите мајки треба да им дадеме ветер во крила, да уживаат во бременоста. Ние да ги понесеме како доктори, да ги понесеме стравовите. И они да почитуваат дел од работите кои што се за нивно здравје направени, нели? Так. Веќе имаме бременост, веќе ги расчистивме доста од прашањата кои што би биле во првичниот период, значи за останување на бременост. Веќе имаме плод, така. Да. Го следиме, напомнавте ехо.
Кажете ми зошто ехото токму 20-та до 23-та недела е многу важно? Сега вака. Сега, како што реков, секој се обидувам да сум прецизен и прецизноста ќе направи дилеми. Меѓутоа, отприлike е вака. Значи, ние сме ја поделиле грубо и за пациентите ќе биде полесно така, затоа што најсоодветствува спрема нашиот терк на работа. Значи, бременоста ќе ја поделиме на 3 дела. Прв триместар, значи ние рачунаме тоа што ги буни, еве и тоа да го кажеме. Ние рачунаме 4 недели 1 месец, тоа е лунарен месец, значи дека бременоста по нас од термин до термин е 40 лунарни, односно 10 лунарни месеци, недели. односно 40 гестацијски недели. И сега во тие кога ќе ги поделите, добивате дека 12-та недела е битна за нас, значи првите 12 недели е ембрион. Значи тој се јас се смеам, тоаш гледаат они, ние гледаме срцева развија, дали се развива, гледаме дали има срцева работа. Так. Станува збор за едно гравче од сантим, дали како ќе го... И тоа почнува да расте до 12-та недела да веќе нешто. И веќе кога ќе стане 12-та недела, за нас е важно затоа што тоаш почнува плацентација. И тоа е веќе до некаде скоро оформен плодот, нели? И тоа е таа рана диагностика. И во тој дел веќе имаме, тоа е првиот скрининг, кој што е најчесто ние го викаме генетски скрининг, значи према пациентите, тоа е првите сознанија за она што значи наследност. Тоа што носи наследност, односно конгенит, пак нови поими, нели? Што е конгенитално, што не е, во секој случај тоа е делот од она што значи, просто речено, наследно. Во дел на бременоста, проблеми кои што биле обусловени од генетски фактори или Така. измени кои што се на тоа ниво. Ја не знам Да. дали, сега да не Не. навлегувам, нели, Не. по-пречизно. Одлично, затоа зашто тогаш се Да сме формира, најасно, знае, дека тоа ни е целта. Тоа не е целта, значи формирањето на органите. Така, да и сега тогаш се ние ултразвучно до тој момент вие гледате, значи имате момент таму 7 недела гледате срце, па после гледате дека расте бебето, нели? Така. Да се развива. Не е важно дали има ова. Па не навлегувам во подробности. Па доаѓате 12-та недела која веќе бебето е оформено, имате рачиња, ноџиња, имате структури кои што више се гледаат и така натаму, и тука гледате, тоа е друг преглед и тогаш би требало, ние сме направиле, ние ги викаме ултразвучни маркери, со кои што ултразвучни маркери се диагностицира ризикот. Значи ние тука предвидуваме, поставуваме ризик за Даун синдром, така е познато во меѓу Така, да. луѓето. Уствари не е за тоа се тризоми, тоа се нели, покрај тризоми и се тука е пак една цела наука, нели. На денеска се оди на повисоко ниво, имате можности во тој период да направите сега значи тоа сега збориме последните 10 години кај настанува последните 20 години се повеќе се оди на тоа ниво. Еве, да кажам и ова информација за тој пренатален тест кој што кај нас. Јас сакав зависи од токму да го спомнем и оној дабл трипл тест што го викате вие. Кога се прави, зашто се прави? Значи овој што е врзано за пренаталниот тест е у суштина целта негова е се зима крв од родител, од мајката, и во незината крв се фаќаат елементи од крвта на бебето. И со тоа, ние со таа единица практично имаме увид во ДНК-то, односно во генетската шифра на бебето. И тогаш веќе може да правите анализи на наследните фактори. Нели? Да. До вчера тоа како технологија било невозможно. Сега вие да фатите еден еритроцит, денеска више станува возможно. И сега таму пони слушаат фракции, па фатиле многу, фатиле малку, па возможно, па невозможно, па веќе тоа е наука. Не навлегувам, не сакам. Не треба да се замараат они со тоа. Важно е дека ние можеме после 9-та недела почнуваат да се фаќаат тие, и сега ние треба, јас, а и верувам дека и колегите се трудат да стигне резултатот пред 12-та недела. Така. Зошто пред 12-та недела? Затоа што до 12-та недела
се прави еден тип на, ако не дај Боже стигне дека имаме нели инкомпатибилија од тој тип да мора да се прекине бременоста, е многу полесна, значи малте не правите еден, не ги омаловажувам, абортус нормален, додека ако е тоа после 12-та недела, стравот е дека веќе треба да биде како еден тип на мало раѓање. Нели, малку е посложен. Така. Значи, што е поголема бременоста, толку е ризикот поголем за мајката, нели? Зашто за абортирање. И целта е, ако нешто не чини, и сите спонтани за мене, сметам дека тоа е најчесто, значи 71% се генетска грешка. Значи лошо се споило, што не се споило што треба и они ги го убиват. И тука со тоа сакам да ги растеретам идните родители да не го сваќаат тоа трагично. Зашто сите се радуваат и после доаѓа еден период на една разочарување, а треба обратно да го гледаме многу природа, дека тоа е природен процес и дека не се завршува позитивно. А наша цел е да се обидеме, да се чуваме, да направиме што повеќе, за да добиеме поколење, нели? Апсолутно. Во тој контекст е муаветот. Сега, затоа викам овој и ова да го кажеме, значи сега веќе можете вие покрај овие најчестите инкомпатибилни да добиете и за наследни болести кои што сте означени за одредена фамилија, нели? Точно генетските моменти. Значи до 80 болести, до 80 фактори, помалку, поише. Тоа е како панел тест, доктор Блажевски. Па сложена технологија. Да. Значи оние фаќаат таа ДНК и анализираат со посебна технологија. Да бидам искрен, и за мене е нели science fiction, пошто Так. стварно е тоа голема наука. На која возраст е, еве да кажеме, ризична бременост? Така прво го почнува за да можеме да кажеме се во интерес на здравието на идните поколење, да кажеме да се знаат отприлика границите. Нели сега ностоп сето тоа се поместува. Животот расте и така натаму, медицината многу напредува. Имаме доста моменти на еве зборнавте за генетски тестирања за се. Кога еве е најнепожелно да се биде бремен? Ете така да се Не, ја обратно ви го поставам. Секојаш е пожелно да се биде бремен со сите ризици, нели? Апсолутно, да. Сега, значи, јас би рекол дека имате една ова секојаш е малце фрапантно кога се кажува во јавност. Значи имате една ситуација во која што имате, ние поставуваме една бариера, викаме до 24 години е младородка, после 24 е старородка. Зошто го направиле така? Луѓето дали живееле помалку и така не навлегуваме, меѓутоа здравствено, веројатно е тоа пикот на развојниот период на човекот и неговите можности, потенцијали. Да, затоа ги напомнав сите нови работи кои што ги знаеме, да. Сега вие доаѓате во една таа млада популација, за мене бременост во многу млада возраст. Има други ризици. Као генетика не толку. Меѓутоа има ризици во растот и развојот на... Вие не може да одделите сега да... Ова не се мачиња и кучиња, нели вие сте ги родиле, па има добро педигре. Да, селекција, да. Него имате, не се работи за едно социјално битие, кое што утре треба да биде вклопено во некој процес и мислам дека за тоа треба здрави родители и здрава средина. Сега прашање дали вие на една сексуално способна мајка од 15 години ќе даете здрава средина да она си го развие своето бебе, иако они имаат 15-16 години. И тука е више, нели, филозофски момент. Во светот се одлагаат заради кариери, пари, разноразни, нели, верување, неверување и така натаму, се одлагаат овие процеси и кај нас станува све покасно и покасно да се раѓа. Зошто? Како? Тоа е више, нели, дел на социјалните испитувања, али е факт дека е така. Во Македонија ова е за нас значајно. Значи, во Македонија она што го представува голем ризик, генетски ризик. Ако е во светот е земено 35 години, така. 30 години, пардон, кај нас е земено 35 години. Сега што значи тоа? Имате една крива во која што ако правите испитувања на наследност фактор, грешката, односно создавање од типот на, нели, Даун синдром, после 30 години
расте прогресивно. Таа крива тука добива голем раст и ризиците се поголеми. Ако кај нас е земено 35 години, заради тоа што ние верски сме биле определени да нашите поколенја бидат сочувани со тоа што не смеело да кај нас да се женат братучеди, не смееле да се ствараат. Значи се пазело на тоа до четврто, односно до шесто поколение, за да немаат, затоа што колку се поблиски, за разлика нели од католиците, кај што први братучеди се зимаат и во многу други, не само кај католиците, него во другите популации. И таму се развива, таму имате многу поголем ризик од овакви генетски болести, особено кои имате као Англија популации кај што се одделени, островски, изолирани и така натаму. Што не е случај и кај нас имате подрачја кај што били изолирани, се случувало и заради тоа треба да се обрне внимание на ова и да се направи баш овие испитувања за да се ирадицира тоа, да направи. Тоа е тој косангвинитет што нели не би требало да се случува. Да, и сега имате уште на тоа некои нови работи кои што се мислам дека е стечени или не сме ги знаели или сега искачаат на виделина, кои што се врзани со некои аутоимуни заболувања, што добиваат во замав последниве години. Тука пак ќе се оградам, пошто и тоа е приказка за себе. Не знаете колку сме знаеле, па сега дознаваме, или па тие постоели или се резултат на новите environmental проблеми и така натаму. Сега важно е дека вие тоа го правите и се стигнуваме до оној 5-ти месец фамозен. Значи, вие 12-та недела тука е првиот скрининг, па после го гледате бебео дали расте. И се 12-та недела завршува, добијате 18-та до 22-та недела, нели? Тоа што го значи, тоа е 5-ти месец, каде што веќе се дилемите да ги остави. Значи, општо збориме, зашто тука има многу наука. Да се разбере, дали е 18, дали е рековме дека сепак треба да се посвети доверба на лекарот кој што ја води бременост. До тука да сме прецизни. Дефинитивно. Ако вие тргнете, ако дојдете со недоверба, тука искачаат многу дуби. Сега идеме што препорачуваме, нели околу веќе стигнатата 23-та. Сега што е важно. Сега стигнувате во момент кога веќе фетусот, веќе ембрионот е фетус, значи станува више човече. Затоа што вие имате во 5-ти месец имате, ја кога бев во Јапан, они беа способни со 550 грама бебе, значи 23-та недела, малтене 22-та недела да го дигнат, да го направат човек. Нели? Значи и тоа има потреба од технологија, специјални установи и така натаму и така натаму. Мала дигресија. Дали имате податок во Македонија колку најмалото? Не, и да имам тоа, тој се варираше и не сакам тука тоа го оставам на педиатрите. Не, затоа реков, после ние ги тераме тие проблеми ваши, да. Педиатрите и тука се оградувам, пошто е тоа многу лизгав терен. Сега што е важно? Во тој период, значи, сметаме дека бебето оформено веќе. Тоа е еден момент. Значи, тоа е првиот момент кога е бебето оформено, а првиот, значи, најпоследен момент да се фати кога има доволно плодова вода, така, за да можете вие ултрасонографски, бебето е оформено, има плодова вода и прав е момент да направите најран скрининг. Да, ако има некој проблем со бебето, се фати тогаш на време. Да не помине 24-та недела. Нели? 24-та недела е више човече, и веќе има тоа што го кажавте во врска со делот за предвремен и абортус, да го наречем, нели така. Значи тоа е веќе нели потреба од такво нешто. Тоа е веќе па тука се тие, значи тоа е она што ја ви го делев у триместри, односно прва половина и втора половина на бременоста, за да може граѓаните да сватат, затоа што конотацијата, начинот на решавање на работите стануваат. Колку е поголема бременоста, таа се е посложена. Имате брейк поинтс, од тука више треба вако, токму и за тие дискутираме, таму ве наведувам да ги кажеме, да. Сега, вие кога треба до 24-та недела, ако не ја завршите работата, имате светот кој што не сака да навлегува. После тоа го сметаат за, имате друг назив за тоа. Ја избегавам да ги кажувам називите, пошто нели ќе добие друга смисла.
Чисто не ни само Али дискусија. просто речева, ова ќе биде абортус или ова е предвремено, ова е фетоцид. Значи вие за да абортирате е фетоцид, треба утепате бебео. И тоа никој, ја верувам дека не постои гинеколог што сака тоа да го направи, а све повеќе имате во светот кои што имаат 30 различни професионални, религиозни ставови кои што не сакаат да учествуваат во таа приказка. А рачунете дека тоа до некојаш некој треба да сработи. Значи да не збориме за црната приказка. Не, никако. Важно е дека ние треба да направиме дијагноза 18 до 22 недела, да тоа биде завршено и јас се трудам тука е единствен момент кога јас инсистирам да има две мислења. Меѓутоа не да бидат две мислења. Дали е тоа практика или е протокол, доктор Блажевски? Не е протокол. Не, видите, протоколот кај нас беше погубна работа. Пошто напоменавте дека имаме едно најдобрите превентиви. Еве ќе ви кажам се, протоколот е погубна работа. Годиниве што проаѓаат, тој се менува работите многу и сега се изменети многу, затоа што тежиштето на проблемите преиде на друго место. Ако вие, да бидам конкретен, ако имате пред приватизацијата, вие имавте институции кои што немаа соодветна нити опрема, нити кадар. И вие требаше со една 20 години стара опрема да фатите нешто и тоа што ќе треба да го препратите во повисока институција и таа после тоа да речеме во повисока, за да на крај стигне на клиника каде што се рачунаше дека е врвот, пикот на овој, таму требаше да биде, нели, создаден еден тим, значи не е еден човек, тим кој што ќе направи преценка и тоа беше водено од Джиков како генетичар, од професор Адамова како еден водечи акушер и така натаму. И да не навлегуваме и да ги споминјам имињата. Меѓутоа со и пред приватизацијата имаше тенденција на растеретување на тоа, зашто цела република требаше да фокусира патологија на клиника. Да. И се вие со приватизацијата добивате една ситуација во која што колегите и јас и сите се билдаме со 3 и 4D нови опреми едно друго. Идете да учите по свет нормално се. Не велам за сите, секој вложува во своите, некој се трудел да се надогради и да се доведете вие, значи да ја растеретите пикот, значи врвот на... Дали македонското здравство доби со тоа што гинеколозите се во приватниот сектор? Рековме нема ли изгаби Не. Значи дефинитивно има две работи кои што можеби е момент кога и сега се лупа. Јас ќе бидам конкретен. По мое лично убедување, пошто учествува во делот од реформите, по сите основи, мислам дека е направена голема грешка во доменот на гинекологијата. Значи реформата е несоодветна во гинекологијата и таа до ден денеска си ги трпи последиците. Може тоа да го дискутираме. Да. Друга. Сега, зашто ве прашав тоа? Токму заради... Ако добило, значи добило во тоа што приватниот сектор секогаш имаше можност да е пофлексибилен, да уложи колку сака, да доминира оној кој што сака, значи ослободувате една фела да работи. Тоа што до ден денеска и политичарите не го разбираат, што значи концептите на приватизацијата. Целта беше и Комората на Македонија и сите што беа паметни претендираа да се приватизира струката, а не објектите. Знаете ли зашто ве прашувам ова? Дали се со тоа се олесни да имаме подобар прираст, да имаме помалце гинеколошки заболувања и да се подобро и подобро се превенираат било какво дел од секторот на женското здравје, па и бременост? Многу конкретно, ќе бидам со ова краток, затоа што се со себе носи, нели, додатни прашања. Значи, што се однесува во подигање на професионалноста, дефинитивно се создаде. Во збориме во превентивата.
Така. Значи, ние ја дигнавме професионалноста на гинеколозите на цела Македонија, со тоа што имате можност прво да работите и со посовремена опрема, во меѓувреме технологиите напредува, што значи во диагностички аспект, во аспект на детерминирање, распознавање, регулирање, сето тоа, па дури и законите ги донесовме пред сите. Еве ги сега се враќаме да дискутираме, не знаат дека ние бевме пред сите во регионот. Така. Значи, можда бевме и пред Грција, да не знам. Значи, бевме во регионот први, кој што многу работи избуткавме напред, благодарејќи на луѓе кои што со тоа се зафатија. Сега, она кој што е за мене е погубно, е детериоризацијата на ткивото на гинекологија, значи, она што после што се случува. Значи, начинот на комуникација на приватно здравство, државно здравство, приватни гинеколози, државни гинеколози веќе и нема во примарна здравствена, сите се приватни. Имате приватни со фонд, па овие смеат да работат, овие не смеат да работат. Имате еден договор, има друг договор. Можете да пратите во оваа институција, тие таму. Значи, Да. имате детериоризација, имате организационен проблем кој што произлегува од начинот на приватизацијата и тука не може што да направиме сега, затоа што тоа бара чекор назад и сериозно решање. Доктор Блажевски, вашите совети со токаво искуство на мајките, на новите мајки, на идните мајки, што треба да се прави пред раѓање, што треба да се прави после раѓање? Значи, јас ќе се обидам тука да бидам многу концизен за да остане во меморија. Прво, мислам дека начално здравствената култура треба да се ја дигнат сите во Македонија, особено жените. Затоа што сега пак затоа што таму почнавме. Тоа се сексуално преносливи болести, тоа се ХИВ, СИДА и така натаму. Тоа е една работа. Второ, рековме за зависности. Алкохол, цигари, кафе, се што се чини тотално беззначајно, сето тоа остава, докажано остава последици на поколение. Значи, оние кои што решиле да станат, просто речено за жените ќе бидам сега, нели, пошто јас сум женски доктор, оние кои што решиле да станат мајки треба да си го решат начинот на живењето, да, и да си отидат на својот гинеколог, си направат ПАП, нема рак, нема предракови состојби, имате микробиологија, немате, значи исклучите заболување од значај, општа состојба, општиот лекар ќе им ја направи, спомнавте притисоци, тука има многу, нели? И сите тие ќе си ги направат претходно да тие со помал ризик влезат во бременост. Во бременоста имате протокол кој што го пратат и со тоа ќе добиеме нели соодветна здравствена култура, соодветен став према целата работа и сигурно ќе биде пожелно за сите да тоа биде на таков начин решено. И ако се јават проблемите, да се ослободат, да изберат гинеколог на кој што му веруваат. Точка, тоа е основната приказка. На тој што му веруваат, дали ќе биде во Австралија или ќе биде во Македонија или ќе биде во Систина или ќе биде во, треба да му веруваат за да може да ги води и да ги превземе нивните стравови, а они да си уживаат во бременост. Со сите ризици, нели? Така. Доктор Блажевски, долгогодишен гинеколог. Вашата ординација. Колку бремени жени водите вие во моментот и колку е вашето искуство? Еве, чисто да ве Па искрено во моментот ја би требало декде да сум во залет, уште повеќе што променив и место положба на работа. И после долги години, сега колку искрено да ви кажам, ја не би можел да знам, тоа гледам дека колеги ту секое време знаат колку водат, како водат, ја немам увид во тоа. И не ми е целта да имам многу пациенти, мене ми е целта да на тие пациенти што ги водам да бидам посветен, да бидам лесно достапен, да може да им дам права информација во право време и да го направиме тоа што е потребно. Инаку имате некојаш и проблем заради тоа што од една страна глобално две големи дилеми. Имате наобразба
по Јапан и по Австрија, по Холандија, по ова имате една меѓународна и тукашна наодврзва, која што нека ви смета, затоа што некојаш со тоа ти барате, гледате поише од колку што треба. Да, се И тоа сложи. е што тоа стана. Па сакате да им молестите па на луѓево. Од друга страна има еден проблем кој што, као што реков, е во комуникацијата наша, тоа е малку тешко да им се даде. Да, тоа пациентите лутаат, тоа ми е многу жал. Што мислите конкретно во врска со тоа? Дали добар гинеколог треба да има добра реклама или дека рекламата се самите добро згрижени пациенти? Ова е се многу интересно и добро прашање. Значи, прво и основно, ја ќе искористам се овој да го кажам, значи, која сме ја формирале Македонскава комора и која сме се и поставиле постулатите на таа самостојна Македонска комора на лекари и така натаму, еден од основните премиси, значи постулати покрај тоа што сите ја знаат Хипократовата заклетва, беше дека лекар не смее да се рекламира. Нити по заставните институции. Да не збориме сега да видите вие на реклама да се прави реклама за лекови или за институција што не е македонска, да имате реклами за болници и така не. Тоа е срамота. Греота, тоа е работа која што е за мене лично, тоа е моето сваќање, се обрадувам. Све еволира, нели, сега е све маркетинг, све е така. За мене е тоа катастрофално. Тежината и квалитетот на доктора треба го определат проблемите. Вие може да имате тоа и некојаш и на себе го чувствувам дека имате малку пациенти, меѓутоа некако ми се чинат све сложени, значи не многу малку имате рутински пациенти. Зошто, како пак е нели прашање? Да. Значи станува збор за реклама не, маркетинг не, и не би смеело да биде така. Значи има институции по кои што треба, значи ние треба да ги збиеме редовите како лекарска фела и да се вреднуваме сами себе. Меѓу нас да се вредне, вие немате критериум, не може критериум да ви биде добра реклама на интернет. Се слагам. Нели? Него оние дела што сте ги направиле, она што сте успеале, и ми е драго кога да кажеме во еден момент кога се обидов да направам една асоциација малце да раздвижам и да се тргнам, што имаше колеги кои што вика ја имам таков пациент, ја имам таков. Да, дајте да се консолидираме, дајте да ги извадиме тие, затоа што ние учиме на грешките. Нека се лути кој сака, може да грубо звучи, али ние докторите учиме на грешките. Так. Науката иде напред, ние ја применуваме, али Да. на грешките учиме. Доктор Блажевски, да ве прашам, дали расте популацијата во Македонија или опаѓа? Опаѓа и тоа драстично опаѓа. Тоа е пак оној фактор кој што е социјален и пак не би сакате. Има тука политика веројатно многу. Меѓутоа со сила не се прави. Да. Значи, ако имате одлив на млади луѓе, вие не може да правите популација. Имате механички одлив на млади луѓе. На тоа имате една ситуација во општеството која што создава многу стравови и логично е да Има родители кои што премногу сакаат деца, но не може да добијат. Вашето искуство што кажува? Дали препорачувате да се оди до степен на ИВФ? Апсолутно. Видите, ја никогаш не сум имал дилеми, ни во употреба на хормони, секогаш се правеле бауци едно друго. Срамота е да во денешно време покрај села оваа технологија дозволите да една мајка не се оствари као мајка како тоа го сака. Значи, тоа е нејзина жел. Дури и ако закаснела, дури и ако е овако. Меѓутоа, не може да се вулгаризира. Ја само еден податок ќе кажам, што да кажеме, може и ќе ми замерат, ама имате еден ваков момент. Јас сум на едукација во Academic Medical Center во Амстердам, на највисоко ниво примен во една институција што ја не може да верувам колку високо котира во здравството, во светското здравство, да. И огромна као институција, висока као кадар, као све, и вие имате
Се добро, збориме за пред 25 години, збориме за нешто старо, да. Меѓутоа, Амстердам, една таква институција има 300 IVF дозволени. Значи, некој од државата им вика, вие ќе направите 300. И од тие 300 сите се трудат да тие 300 им бидат сите пожели како што треба. И вие имате, еве не се помери сите овие години, поише од 24% не се помери take away, го викаме ние, значи да си добиете дете. Меѓутоа, таму немаше непрочистена група, не може ја сакам. Да. Нели? Затоа што да ја одземете право на една жена која што лесно може и си има протокол, како се прави тоа, може да делува за јавноста, многу непријатно тоа, да му речете ти више не можеш. Нивниот став беше многу ригорозен. Рачунете се дека они ја донеле болницата дома, они 60% раѓаат во домашни услови. Чисто јас се надев дека и во Македонија тоа ќе го направиме, да раѓаат во базени, во домашни услови, купив ултразвучен апарат да можеме дома да ги пораѓаме. Фарбај, се тоа во заборав. Таму е така. И кај нив викаат 42 години, вие граница, после 40 имаш право, пак, меѓутоа не под овие услови. Нешто финансираш сам, не било кој, не било како, не било каде. Има друг, спаѓате во друга група. Так. Не може секој секаде, како ај ќе правиме популација, не бива. Так. А напротив, сум за тоа. Греот е да не се искористат можностите на денешната технологија. Сите жени треба да се трудат да родат и греото е да не родат нашите. Видете, ние сме Македонија и ние сме базирани во нашата култура, во нашата битие ни е мајката. Да. Нашата богиња е мајката. Точно. Македонската мајка била нешто свети. Да. И гревата е да не ја оствариме и да не таа се традиција. Така ли? Доктор Блажевски, огромна чест и задоволство, дури не можам да изберам зборови, бидејќи говоревме на ваква тема токму со вас. Како за крај на вечерниот разговор. Ваша порака, еве спомнавте до мајките, до сите идни мајки, еве, да кажеме, кои што би ни оставиле на нас идно здраво поколење и здрава популација. Значи, јас би сакал да е две работи. Две работи кои што се битни да им порачам. Значи, треба да има, да добијат барем малце некоја соодветна, пак ќе речам, здравствена култура, да си најдат соодветен гинеколог, акушер, кој што ќе му веруваат, за да може да соработуваат и да полесно пројдат низ целиот сите тие драматични периоди. И е себ драматични. Да. Второ, да се свртат кон себе и да се прашаат. Едно прашање ако си постават родителите, дали ги би сакале нивното дете да го прави тоа што они го прават пред современо. Се слага. И мислам, кога ќе си го постават прашањето, ќе си ги најдат сите одговори како треба да се однесуваат. Дали тоа значи во начин на исхрана, начин на спорт, рекреација, сексуална, овако прошетки, комуникации, болести и така. Така. Битни две работи, нели? Уште еднаш ка ви благодарам и ќе кажам дека се во животот започнува од раѓањето. Подоцна во животот знаеме дека треба да се стекнеме со многу вештини за да стекнеме сериозност, развиеност, зрелост, да и ние го повторно целиот циклус вратиме во еден ист процес, односно во еден циркуларен круг кој што ќе значи родителство. Се што правите во животот, се што ќе правиме во животот, правиме за нашите деца. Се за децата уште вечерва ви благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам и на вас што ви ваш гост, многу бев радосен и ете се надевам дека нешто ќе остане и за граѓаните. Благодарам. И за нашите пациенти. Благодарам.